Почитуван председател на владата, министри, градоначалник, директори на институции, почитувани колеги, доктори, медицински сестри, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Здравствениот систем е под огромен притисок, како што не бил никогаш во историјата, не само кај нас, насекаде во светот. Се соочуваме со пикот на досега најсилниот бран и тоа е нешто што се случува во буквално сите околни земји, во цела средна Европа, па и во останатите земји на северната полутопка. Благодарение на брзата прераспределба, на брзата реорганизација на системот на ротација, здравствените работници добро го амортизираа и овој удар. Ниту еден пациент не е оставен без соодветна болничка заштита, зашто морам да им се заблагодарам и да им честитам на пожртвуваната и посветена работа. Тоа значи дека во секоја болница, па и тука во Прилеп, се прави планирање на дневна основа, но и среднорочно, во смисла на тоа кои оделенија ќе бидат преадаптирани, доколку е потребно и доколку дополнително се зголемува бројот на пациентите. Модуларната болница тука во Прилеп е еден од 19 објекти кои што ги поставивме за рекордно кратко време, нешто помалку од 3 месеци во 16 општини, и е дел од вкупно 10.000 квадрати, вкупно 600 болнички кревети, повеќе со кои што сега располага нашиот здравствен систем. Оваа болница овде е целосно опремена со централен довод на кислород. Токму такви услови обезбедува какви што се потребни за лекување на сите пациенти кои што се заболени од ковид. Таа ќе биде во системот на целокупнината прераспределба, пренамена на креветите во болницата, се со цел да се пружи соодветна болничка заштита на сите пациенти. Во болницата во Прилеп изминатите 2,5 години навистина многу инвестиравме. Примени се над 100 вработени лекари, медицински сестри, без кои што тешко овој удар да можеше да се амортизира и да се даде соодветна здравствена услуга. Беше направен нов ургентен центар со што се смени пристапот во давањето на стручниот дел на лекарската услуга кај итните пациенти, и оваа година тоа го заокружуваме со тоа што Прилеп за прв пат добива апарат за магнетна резонанца, ќе служи за соодветна диагностика, односно пациентите понатаму нема да мора да патуваат во другите градови или во Скопје за оваа услуга. Уште еднаш честитки на менаџерскиот тим, на сите вработени за се тоа што прават до сега. Верувам дека сега околу пикот и оваа недела, сега следната се критичните недели. Ние сме во целосна координација и во рамките на територијата на цела држава, во координација со директорите, прераспределбата на пациентите согласно тежината на клиничката слика се прави во целосна координација. Во Прилеп, како и во другите градови, изминатите денови започна и вакцинацијата. Вкупно се вакцинирани 150 граѓани до сега, кои што имаат над 77 години, имаат хронични болести, согласно планот, согласно националната стратегија, како системот се уигрува. До сега немаше проблеми никаде на територијата на цела држава. Ќе ги скратуваме термините и бројката на вакцинирани граѓани во текот на секој од следните денови ќе биде се поголема. Апелирам граѓаните да продолжат да ги почитуваат мерките, сега исклучително ризична ситуација, критичен момент, и секако да, согласно зголемувањето на достапноста на вакцините, да тоа се прифати и да биде вакцинацијата што помасовна, заради тоа што тоа е еден од главните инструменти во борбата против пандемијата. Благодарам. Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитуван министер за здравство, господин Венко Филипче, почитувана министерка за труд и социјална политика, господја Јагода Спаска, почитувана директорка на Општата болница со проширена дејност, почитуван пратеник, почитувана председателка на Совет на општина Прилеп, почитувани директори, почитувани драги гости, почитувани здравствени работници, со посебно задоволство ве поздравувам. Почитувани новинари, денес ја ставаме во функција модуларната болница во болницата, Општата болница во Прилеп, каде што од овој момент продолжуваме да се бориме со пандемијата, а сите знаеме дека Прилеп е еден од градовите каде што имаме најмногу новозаразени, најмногу болни и многу хоспитализирани болни. Се надаваме дека со пуштањето на модуларната болница денес ќе имаме поголема сигурност како за медицинскиот персонал кој што
се бори една година веќе со пациентите заболени од COVID-19, а ќе имаме уште поголема сигурност на граѓаните кои што се во неизвестност и секој ден имаме се поголем број на ново заболени, како што знаеме, и ново хоспитализирани болни во нашата болница. Значи, вкупно околу 250 болни имаме во општата болница во Прилеп, од кои што се отприлика половината хоспитализирани во 5 ковид одделенија, а останатата половина е на дневна болница или со инфузиона терапија, ја прима терапијата и се враќаат дома. Јас како градоначалник и како шеф на општинскиот кризен штаб постојано сме во комуникација со сите членови на кризниот штаб, посебно со институциите, со членовите од институциите, на здравствените институции, здравствениот дом, Центарот за јавно здравје и секако општата болница. Во секојдневно сум во комуникација со инфектолозите и со епидемиолозите од нашиот град. Ја следиме ситуацијата и она што сакам да го искажам дека вистински во следниот период, во наредните 10 дена, отприлика се очекува тој пикот да биде во нашата општина. Медицинскиот персонал е, ајде да кажем, рекомпониран, заедно се сите вклучени во сите овие 5 ковид одделенија. Имаме уште едно одделение ако има потреба од тоа да се вклучи, и секако модуларната болница во крајна нужда ако има потреба. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на министерот Венко Филипче што ни го испрати професорот Звонко Миленковиќ од клиниката за инфективни болести, каде што престојуваше овие 2 недели, и мислам дека даде голем придонес како за стручниот дел, така и организацијскиот дел, кој што им помогна на стручниот тим, на колегите инфектолози, на сите други доктори кои што и другиот персонал кои што учествуваат во лекувањето на болните во овие 2 недели, и мислам дека стекне огромно и доволно искуство за понатамошната работа што треба да ја обавуваат, секако да им биде полесна, а секако дека ќе треба да се почитуваат протоколите што им ги даде професорот Миленковиќ. Јас знам дека на сите ни е тешко во нашиот град. Најголем број на заболени имаме во цела држава. Тоа сакам да упатам апел до сите оние здравствени работници од било кој тип во слободното време, ако имаат можност, ги замолувам, упатувам апел, како сакате сватете. Уште овие 10-15 дена имаме потреба од таква помош во нашата болница. Затоа што и како им е потребен, дали тоа ќе биде лекари, медицински сестри, болничари или друг технички персонал. Ве замолувам, ако имате можност да дојдете за да им помогнеме новите херои на новото време, затоа што тие цела година се истоштени, изморени, и ова е последниот момент кога сакам да им помогнеме, затоа што граѓаните ќе го почувствуваат тоа. А на сите вас да упатам апел да ги да ги почитуваме сите протоколи, да чуваме дистанца, да носиме заштитна опрема и никако да не се групираме. Тоест групирањата да не бидат налики на ова што го гледам овде. Вистински сакам да покажеме пример, затоа што ако има еден дел несовесни граѓани, а секаде го има тоа, да покажеме ние со својата лична одговорност дека можеме да допринесеме за подобрување на здравствената ситуација во нашата општина. Ви благодарам. Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија господин Зоран Заев. Почитуван министер за здравство господин Венко Филипче. Почитувана министерка за труд и социјална политика господја Јагода Шахпаска. Почитуван градоначалник господин Илија Јовановски. Почитуван пратеник Миле Талески. Почитувана председавач на Совет на општина Прилеп Еленче Ташковска. Почитуван директор на Царинска управа Горан Сугарески. Почитуван стручен соработник во болницата доктор Сашо Пиргановски. Почитувани граѓани, медиумите. Светот живее во време на пандемија на коронавирусот, која што ја погоди и нашата држава и нашиот град. Прилеп во континуитет бележи високи бројки на новозаразени граѓани, кои што за неколку денови од позитивниот тест доаѓаат во болницата и потребна им е лекарска помош и во најголем број болничко сместување. Јавната здравствена установа, општа болница со проширена дејност Прилеп, функционира со 5 ковид центри во инфективното одделение, во интерното одделение, во уво, нос и грло, одделението за гинекологија и очното одделение со вкупно 130 легла,
од кои 50 на централен довод на кислород, а останатите потреби се покриваат со боци. Капацитетот е максимално искористен и затоа ги заврзавме активностите за подготовка на модуларната болница. Денес ја ставаме во функција модуларната болница, која ще е опремена со 35 легла, секој кревет е поврзан со централен довод на кислород, што во голема мера ја олеснува работата на персоналот. И сето ова би било само статистика и бројки без вработените. Целокупниот персонал е ставен на располагање и во функција на помагање на пациентите со цел побрзо оздравување и излез од оваа здравствена криза. Почнувајќи од докторите инфектолози, специјалистите од сите медицински гранки, специјализантите, општите доктори, медицинските сестри, техничкиот персонал, администрација, возачи и сите несебично се ангажираат во борбата против коронавирусот, за што од името на раководството на болницата, од името на граѓаните им се заблагодарувам. Кадарот во модуларната болница ќе работи по принципот на ротација. Модуларната болница и персоналот се подготвени за прием на пациенти, за што искрено посакувам и се надевам дека нема да бидат во голем број и брзо ќе закрепнат. Хуманоста и солидарноста беа придружен сегмент во оспособувањето на модуларната болница. Многу општествено одговорни компании и поединци го подпомогнаа процесот на опремување на модуларната болница. Им се заблагодаруваме на Тутунски комбинат, на Витаминка, на Прилепска пивара, на Конфи Ангел, Ибопот, Изофас и многу други кои што помагаат и донираат во рамките на своите можности. Да продолжиме да ги почитуваме мерките за заштита, за да можеме побрзо да ја добиеме битката со коронавирусот. Човекот ќе победи, но да дадеме секој свој придонес со што помала штета по човештвото. Да сте живи и здрави, да се чувате и да се гледаме за добро.